Значи, ова утро ќе завршиме со уште една долга, голема тема од посланието до Коринтијаните. Тема која почна во 11 глава и се занимава со проблемите кои коринтијаните ги имале за време на нивните служби или неправилности во богослужбата. И завршува овој дел од 11 до 14 глава со исти слични совети, тоест почнува делот со проблемите што ги правиле жените на службата и завршува некако пак со проблемите што ги правиле жените на службата. Сеќавате, така почна 11 глава. Еден проблем, жените го отфрлаат оној авторитет кој треба да го прифатат како Божи ред, мажите се главата на жените. Тие водени од учењето, Христовото учење, дека нема во Христос маж, нема жена, тоа сите се едно. Неправилно е сватено тоа, така што го не сакале за време на службата да носат знак, тоа е покривало на главата, кој во тоа време го означувало господството на мажот или власта на мажот над жената како глава. И апостол Павле им дава таму некакви совети, потоа говори за Господната трпеза, пак на службата се случуваат неправилности. Богатите луѓе се организирале сами на Господната трпеза, да се наедат, да се напијат, а додека другите останувале гладни. И така го губеле благословот и целото значење на Господната трпеза како наше соучество, како наше причастие на Христовото дело. 12 глава, 13 глава и поголемиот дел од 14 глава се занимава со дарбите. Неправилното користење на дарбите, неправилното разбирање за време на службата. Имало луѓе кои дарбите ги користеле за своја лична изјава, да се тие самите да се истакнуваат. Некои пак сметале дека бидејќи имат некакви посебни дарби, самите тие се посебни. Тоа самите тие се повеќе духовни, тие се важни, другите се неважни во црква. И велеле, ние сме очите, не ни требаат раце. Или пак, други пак затоа што немале такви дарби, се чувствувале така инфериорни, неважни, кажувале, па може би навистина не сме потребни во службата. И апостол Павле тука дава еден пример, една аналогија со човечкото тело, и во човечкото тело има многу дарби, различни дарби, тоа е делови. Меѓутоа, сите се важни. Сите органи во телото функционираат во единство, во солидарност, во подкрепа на другиот орган, зашто секој орган знае, така е програмиран во телото, да го подкрепува другиот орган, зашто без другиот и самиот тој нема да обстане. Целото тело ќе умре и со тоа сите органи, ако тие заедно не работат, не соработуваат за доброто на телото. Тоа е 12 глава. Во 13 глава дава еден принцип и кажува, а без љубовта нема да функционирате вие. Љубовта е средината, оперативниот систем во кој сите вие може правилно да служите и дарбите да ги користите како што треба. И во таа 13 глава им кажува што прави љубовта, што не прави љубовта, што е љубовта, што не е љубовта, за да може во сите тие негативности, за тоа што не прави љубовта, да се препознаат самите себе си. Тој каже, љубовта не се возгордува, не се вознесува, не го бара своето и така например. И во сето тоа не завидува. Им кажа, вие се токму пак тоа што не е љубовта. Вие и се гордеете, и се завидувате, и се превознесувате, и се носите на судови, и се расправате, држите за зло и така натаму. Љубовта долго трпи. Љубовта не враќа за зло. Љубовта е добра, милостива и не го бара своето и така натаму. И всушност преку таа 13 глава тој сака да им каже на коринтијаните колку се оддалечиле од Христос кој е љубов. Од она што Христос го направи за нас и ни даде пример, вие сте многу далеко. Потоа во 14 глава, сеќавате, говори за самата служба, за проблемот на службата, форсирање на некои служби, дарби, кои не се за поука. Службата е за поука, за изградување на верниците. Зато, вели Павле,
фаворизирате и стремете се повеќе кон пророштвото, кон оно што ќе да гради сите, а не секој да се стреми кон тоа да се покаже преку тарпата како поголем од другиот и да го привлече вниманието кон себе. И на крајот сега, 26 стих па до крајот на оваа глава, апостол Павле дава пак некои принципи според кои се цени една служба, една богослужба. Многу се важни овие принципи, зашто тие ни помагаат да видиме дали сме на вистинскиот пат. Дали нашата служба е навистина библиска служба? Дали е служба каква што Бог благословува? Говори, продолжува пак за поучување и изградување, службата за изградување, потоа говори за една ред кој мора да го има. Божјото действие во црквата треба да на крајот да резултира со ред, со пристојност, тоест да резултира со мир, со хармонија. Зашто Божјото присуство тоа носи. Не хаос, не безредие, напротив. И на крајот завршува со авторитетното слово, слово од Господ, заповеди од Господ, кои се критериум за оценка на се. Главниот, највисокиот критериум на крајот за да се оцени се, секоја служба, секој дар, секој поведение е словото. Тоа се тие работи кои апостолот овдека ги пишува, тоест пристојност и како што си е редот. Така треба да биде. Има еден познат сликар, уметник, Джексон Полок, кој живеел гледате почетокот и средината на минатиот век, познат е со својот начин, стил на цртање, кој се одликува со отсуство на стил. Тоест, неговата техника на сликање е без техника. Што правил тој? Може да видите, платното го поставувал на земјата, взимал канти четки со боја и фрлало доскоро. Како ќе се погоди, така ќе биде цртежот. И тоа го правил во движина, скокал, не танцувал и плескал со боите и на крајот се добивало нешто. И тој вели, се треба да биде спонтано, се треба да биде случајност. И така се добиваат најдобрите дела кога нема некоја форма, нема некој принцип, некој правило, туку треба уметникот да ја користи случајноста. И така ќе се добие една композиција во која што нема композиција. Тоест ќе се добие нешто во кое хаосот е, зашто така всушност се функционира. Во случајност и во хаос. Така вели и човекот живе во еден хаос и во една случајност. И неговите дела може да се видат денес во МОМА, оној познатиот музеј во Њујорк на современа уметност. Неговиот концепт, неговото разбирање може да го видиме и кај некои христијани, неговото разбирање за уметноста, можеме да ја препознаеме во некои цркви, кај некои христијани во однос на службата. И тие велат, силата се покажува, присуството на Бог се гледа, дејството на Светиот Дух се гледа, ако се е спонтано. Ако нештата се доаѓаат сами по себе. Тоест, колку повеќе хаос и безредие на службата, тоа значи дека ние сме ослободили од нашето дејство и се сме предале на дејството на Светиот Дух. Тоест, Светиот Дух целосно ја води службата. И обично таквите служби нема ред, тоест е така, безредие, спонтано, случајност, зашто Светиот Дух треба да ги прави нештата. Коринтијаните очигледно го имале истиот проблем, зашто се гледа тоа во статукот на 14-та глава. И Павле и сметале дека тоа нивно безредие, неорганизираност, случајност, спонтаност се знак за дејството на Светиот Дух, тоест знак за духовност. И Павле всушност им дава овдека некои насоки со кои им кажува не е така. Има некои правила според кои треба да се раководи службата и тие правила треба да се применуваат.
Тоест, треба на службата да има изградување. Треба црквата да биде организирана да ги гради христијаните, верниците. Треба да има ред, треба да има мир, треба да има хармонија и на крајот се треба да биде раководено од Словото. Словото е авторитетот за се. Тие се критериумите според кои вие треба да се водите. Ајде да почнеме и да видиме како сето тоа тој го прави. Принцип на изградување. Во 26 стих. Па што, браќа, кога ќе се собирате и секој од вас има кој псалм, кој поука, кој јазик, кој откровение, кој толкување, се нека биде за надградување, за изградување. Се што правите во црква треба да има цел, а таа цел е изградување. Вака како што го напишал ова апостол Павле, во некои цркви, кај некои христијани се толкува многу неправилно, тој се зима како модел како треба да биде црквата. Павле овдека вели, неговата цел овдека е се што правите да биде за изградување. Дали ќе е песна, псалм, тоа значи песна, химна. Дали ќе испеете химна. Значи песната и славеност треба да биде за изградување. Самата песна треба да вклучи внатре пореда која изградува. Молитва, толкување, јазик и продолжно откровение, се да биде за изградување, духовно изградување на луѓето. Растеш во познавањето на Словото и на Бог. Некои цркви велат, гледате каква треба да биде службата. Павле вели, ако има некој псалм, нека испее, му дојде тоа од Светиот Дух, нека испее. На некој ако му дојде молитва, нека се моли. На некој ако му дојде некакво слово да каже, нека го каже. Има цркви, например, повеќе оние слободните браќа, велат не треба да има организација, не треба да има хиерархија, не треба да има специјални служби, пасторски, проповеднички, туку на службата се собираме. И како што ќе дојде вдахновение, плимутските браќи го прават тоа, како што ќе дојде вдахновението од Духот, така да се води службата. Ако некој му дојде да се испее песна, нека испее песна. Кога некој ќе му дојде потреба да се помоли, нека се помоли. И така и во тој стил оди службата. Не е тоа идејата на Павле. Тој не дава овдека ред како треба да биде или пример за спонтаност по кој треба да се оди во службата. Неговата поента е, кога ги правите овие работи, немојте да ги правите за своја лична изјава, правете го за изградување на телото, на Христовото тело, на останатите. Инаку, ако сакаме да бидеме нели честни, спрема историјата, раната црква применувала синагогален модел на служба. Раната црква е родена во јудејска средина. Првите ученици се во Ерусалим. Првите што поверувале се евреи. Тие 3000 плюс 2000 се во Ерусалим. Тоа се евреи од диаспората кои дошле на Петдесетница и останали известно време. Нивниот модел на служба е синагогата. Тоа е. И раната црква го користи тој синагогален модел на организирање. И Павле кога води да основа цркви, не го прво синагогите. Таму го проповеда месијанството на Христос и повикува за покаяние и вера во Христос. А во синагогите верниците пееле химни, псалми, читале од Словото, го толкувале, се молиле. Тоа бил моделот на служба. И дури во делата, втората глава, се кажува што правеле овие христијани во Ерусалим. Беа постојани во учењето, учеле. Она што апостолите го проповедале, го учеле, го толкувале, се молеле, кршеле леп и биле заедно. Овдека го нема само славењето, но знаеме од многу други места дека тие и пееле. Имале химни со кои го славеле Господ. Така тоа е моделот, синагогалниот модел. Се поучувањето во тоа време е најмногу преку пророштво. Реков во минатиот пат, црквата во Коринт имала многу скромен фонд од многозаветни книги. Може би го имале галатјаните, може би солунците,
И некој претходно писмо што ми го пратил апостол Павле, ние го немаме денес. Немале ништо друго. Пророштвото, откровението, директното од Светиот Дух бил основниот модел на поучување. Меѓутоа, проблемот е што тоа пророштво, тоа откровение, тој псалм, таа молитва што имале, ја загубиле целта во црквата. Тоест, наместо сите овие работи да бидат за поука, тие станале како можност секој да се докажува и да се покажува што може. Тоест, наместо учеништво и поучување, во црквата имало некаква ревија на покажување. Покажи, кажи. Не знам дали во нашите градинки го има тоа, но знам кога Ани и Лиди одеа во мали пријатели и ке ги прашав што правевте денес во градинката, Лидија не може да каже Ш, Ч, Ж, туку викаше С, Ц, З. И вика, што правевте денес? Вели, синтел. Што е се тоа синтел? Сонтел, синтел. И на крајот радо било show and tell. После го научи да кажува шо. Така биле и овие во Коринт. Покажи, кажи, покажи што знаеш. Или талент шоу. Павле вели, не, ако имате псалм, ако имате молитва, ако имате слово, нека биде за изградување на телото. Не за вие да покажете кој што знае, секој да се перчи пред другиот. И многу јасно на крајот во 32 стих им вели, и така еден по друг можете сите да пророкувате, да се поучувате и да се охрабрувате. Тоа е поентата. Да се поучувате. Два пати стои во само неколку стиха надградување, изградување, поучување. Тоа е важно во црквата. Богослужбата не е емоционални изјави, не е лична забава. Тоа е надградување. Бог ја благословува онаа служба во која христијаните се изградуваат еден со друг преку Словото. Пророштвото е важно, овде дека се потенцира пророштвото. А пророштвото е проповед, откривањето на Словото на луѓето преку Светиот Дух за нивно изградување. Така, ако сакате да оцените една служба дали е благословена од Бог, дали е според овој модел, првото е дали во таа црква има изградување. Дали службата е насочена кон градење на верниците, кон нивно поучување. Понатаму, другото нешто што го гледаме, се, така завршува целата оваа глава, 14 глава. Се нека биде уредно, достојно и уредно. Достојно значи, всушност, пристојно да биде. Пристојно да биде се и уредно, тоест, како што си е редот. Да има ред, како што треба да биде. Не како што вие сакате. Туку треба да се почитува некој објективен, поставен од Бог ред. И овдека на 3 групи адресира апостол Павле совети, бидејќи тие 3 групи очигледно се испреплетувале за време на службата, се пречеле. Не служеле за изградување, туку во една какофонија си пречеле едни на други. Оне што говорат јазици, оне што пророкуваат и жените кои постојано нешто ги интересирало да прашат. Првата група се тие што зборувале јазик. И вели, ако некој зборат на непознат јазик, двајца или најмногу тројца да зборат. Во црквата може би имало 300 души и сите им доаѓа се да кажат нешто преку со јазикот и со толкувањето. И вели на службата, ограничете се двајца тројца. Доволно е. Зашто има некој што и може би ќе има пророштво, некој може да има и откровение. Оставете го тоа сега секој да каже нешто. Двајца или тројца тоа поред. Прво едниот да каже и кој ќе заврши и ќе се истолкува. Другиот да каже, третиот и крај. Инаку ако почнете сите вака, еден по еден, 2 дена ќе ви трае службата. А пак, ако почнете сите наеднаш да зборите, пак никој ништо нема да разбере. Треба да има ред. 20 или тројца. И така да зборуваат поред, еден да толку.
Ако пак вели нема толкувачи, ке си молчите, или пак ке си говорите во себе, ке се молите во себе и на Бог. Многу јасно кажа. Важен е редот. Потоа им се обреке на пророците исто. Пророците пак да зборуваат 20 или 30, не повеќе, и тоа пак еден по друг, и да расудуваат другите. Зборот расудуваат не значи да размислуваат на тоа што е кажано, туку да го оценуваат другите. Да донесат суд. Дали тоа пророците што го зборат е навистина слово од Бог или па тоа е чисто така да се покаже. И да дека многу духовен, еве и мене ми дојде слово. Дали тоа што го зборуват е според она што го знаат од порано, од првоведите на апостолите, од нивните посланија, од Стариот Завет, од она што чули дека Христос го поучувал. Треба да расудувате, треба да проценувате. Да оценувате, да дадете суд за тоа слово. Еден од големите проблеми на современата црква е што христијаните не расудуваат. Многу ереси се проповедаат во црквите, многу лажни учења, многу глупости се кажуваат и луѓето голтат. Зашто не расудуваат, а не расудуваат зашто не го познаваат Словото. Треба да бидеме како берјаните. Оние во Галатиската, после Солунската, предението на Солунската црква, кога отиде во Берија, апостол Павле, вели тие го примија Словото со голема усрдност и се проверува. Се што Павле им говореше, го споредуваа со писмото. Тоест, сите оние месијански учења за Христос, они ги споредуваат, дали навистина во Стариот Завет така се запишани. Проценуваа, проверуваа. Во раната црква било посебно важно тоа. Доаѓа некој и почнува да пророкува, вели ова е слово од Господ. Павле им вели, ќе расудувате. Суд ќе донесете. Дали тоа слово навистина е од Бог. И секогаш кога се проповеда, треба христијаните да расудуваат. Дали навистина словото е она што е запишено, дали е апостолското учење. Многу важна изјава е запишена во 32 стих следниот. И пророчките духови им се покоруваат на пророците. Кога кажа за пророчки духови, тој нема пред некои духови дошле, туку сака да каже дека тој дух, таа изјава на духот, таа дарба, таа манифестација, пророштвото, се покорува на пророците. Тоа значи дека пророкот има контрола на она што го прави. Во харизматските средини има едно расширено разбирање дека манифестацијата на Светиот Дух води до некаква екстазна состојба на оној преку кого што Духот работи, така што оно што пророкува, или што зборува јазик, или прави нешто друго, под дејство на Светиот Дух, нема контрола над она што го прави. Тоест, Светиот Дух целосно го води, го контролира и тоа е во некаква екстазна состојба, тоа е несвесен за тоа што го прави. Да, тоа може да скока, да паѓа, да се тресе во безсознание. И Светиот Дух го користи. Павле вели, не е така. Дури кога доаѓа пророштво, тој пророчки дух, тој се покорува на пророкот. И зборот покорство е всушност истото она зборот кој например вели жени покорувајте се на мажите и така натаму. Или пак сите покорувајте се на Христос како глава еден на друг. Значи контрол. И видите следниот стих кој е? Веднаш, 30. Зашто Бог не е Бог на безредие, туку на мирот или на редот. Ето каков контраст. Додека во Коринската црква се сметало дека хаосот, екстазноста, неконтролираноста на постапките на она што се прави е знак за Божото присуство, Павле вели не, напротив. Знакот за Божото присуство е редот во црквата, мирот во црквата, хармонијата меѓу вас, единството. Таму каде што е Бог, таму има ред, таму има мир.
Каде сте нашли во Библијата некој стих каде што пише, например, а Светиот Дух донесе безредие? Или плод на Светиот Дух е хаосот, не безконтролата, неконтролираноста, неможност да се контролираш. Напротив, зашто Духот не е дух на страв, туку на љубов и самоконтрол. Или пак, плод на Светиот Дух е љубов, радост, мир, самоконтрола, добрина и така, воздржаност. Сите тие работи вклучуваат некаква контрола. И многу јасно Павле вели овдека. Во црквата треба да има ред. Знакот за присуството на Светиот Дух е мирот, не безредието, не хаосот. Зборот безредие што овдека го користи Павле, а катастасија значи обрканост. Сите се прави нешто, сите се збуните сега што се случува. И значи исто така метеж случи во црквата. Не, нема метеж, нема хаос, нема конфузија, има мир. Не е како што и денес се смета во некои цркви, колку поголемо безредие, кое што сите прават нешто неповрзано еден со друг, нека еден паѓа, друг скока, трет збори, четврт се смее, пети вика, еве го Светиот Дух дојде. Павле вели не, треба да има мир, треба да има ред. Тоа е знакот дека навистина Светиот Дух присуствува. И Бог благословува такви служби. На крајот се свртува кон жените. Како што вели по сите цркви, така треба да биде и во вашата црква овдека. Жените да молчат. Не им е допуштено да зборуваат, туку да се подчинуваат. И овдека исто тој спор, нели? Како што вели подчинувањето на пророчкиот дух кон пророците. Исто, апсолутно истиот збор употребен. Како што вели законот. Ако пак сакаат да научат нешто, нека ги прашаат мажите својот дома, зашто срамно е жена в црква да зборува. Ајде не се што сака да каже Павле овдека. Посланието до Галатјаните, во кое што Павле вели, нема веќе јудеици, нема елини, нема роб, нема слобода, нема машко, нема женско. Сите вие сте едно во Христос, веќе е напишано тоа послание. 6 години пред ова, пред Павле да им напише на Коринјаните, веќе посланието постои. Сигурно Коринјаните го имали ова послание. И сигурно Павле го кажал ова во Коринт. И сега што значи тоа? Тоа значи дека жените кои во тоа време биле дискриминирани, според културата биле поставени многу ниско. Ели во Христос не е така. Во Христос сите имаат исти дигнитет, иста вредност, сите се исти. И сега, тоест не само мажите и жените се изедначени, туку и робовите и господарите, елините и евреите. Они што биле разделени, раздвоени, се обединети. Они што биле дискриминирани, се издигнати. Тоа значи дека кога веќе нема непријателство, кога веќе нема поделеност, тоест дискриминација или издигање, нема ни потреба од докажување. Нема потреба од борба за себе. Таму каде што сите имаат исти права, зашто некој би се борил за права. Таму каде што сите се поставени на исто ниво, зашто некој би сакал да биде нели како другиот кога сите се исти. Таму каде што нема непријателство, тоаш нема потреба да се бориш против другиот. Тоест идејата на овој стих е дека сега, бидејќи сите го имаат својот идентитет во Христос, сите се подеднакво и воздигнати во Христос, но и еднакво покорни на Христос. Слугите не се попокорни од господарите, нити пак жените попокорни од мажите. Зато сега секој треба да биде насочен во служба на другиот. Зашто нема да загуби ништо, зашто тоа е еднаков со другиот. Тоа е целата поента на овој стих. Во една таква еднакост во Христос, секој сега може сосема слободно да работи и да му служи на другиот. И сега, кој е проблемот? Жените гледаме во 11 глава, тоа беше јасно представено. Таа еднаквост, што ја накажува овдека апостол Павле, го истолкувале начин што си кажале, значи сега ние не треба да ги слушаме мажите. Тоа значи дека сега ние треба да се покоруваме на мажите. Тоа значи дека мажите веќе не се нашата глава.
И Павле, затоа нема да носиме покривало како културен знак за машката власт или мажот како глава на жената. Така го сватиле. Тоест довело една непокорност во самите цркви кон авторитетот на нивните сопрузи. И Павле им вели, срамно е. Вие така во црква, срамно е да ве гледат како гологлави, пророкувате, се молите или посетувате црква. Зашто си има божествено воспоставен ред во кој што мажот е глава на жената. Единството во Христос не значи укинување на тој божествен ред. Тој проблем во 11 глава. Ние гледаме како се тој проблем на самата богослужба се покажа с тоа што жените почнуваат да го кршат редот во црквата. Гледаме дека прашувале, прекинувале, нема дури покорност кон авторитетите во црквата. Тоа Павле им вели, треба да има ред. Ако нешто ве интересира, ќе прашате дома. Не треба да го сватиме сега ни овој стих, забраната да се зборува, како забрана за жената да поучува во црква. Не е тоа. Си има ред. Двајца тројца да зборат јајце да се толкува. Двајца тројца да пророкуват. Може да биде и жена некој од нив. Меѓутоа, да биде според редот. Не секој да прави што сака. Очигледно жените правиле проблем во тој поглед. Бидејќи, а сето тоа доаѓа тоа неправилно разбирање за единството или еднаквоста во Христос. Видите што во 11 глава Павле вели, секоја жена која се мори или пророкува гологлава е срамноти главата своја, зашто тоа исто како да е изтрижена, тоест како да е представена како проститутка. Казната како блудница. Павле не прави проблем. За Павле не е проблем тоа што жената пророкува, а пророкувањето од тоа време значи да поучува слово од Бог. Тоа е идејата. Проблемот е што тие го прават тоа на срамен начин, отфрлајќи го авторитетот што Бог го дава на мажот на жената. Тоа е проблем. Има хиерархија. Во црквата има хиерархија. Жените и отфрли и таа духовна хиерархија, има старешини кои се мажи во црквата, презвитери, епископи, пастири. Тие отфрлаат таа хиерархија и велат, сега ние сме едно со сите. Имаме еднаква власт како другите. Тоа и вели да се покоруват треба жените во овој втор дел на 14 глава. Да се почитува тој ред кој го поставил Бог. Маж, жена, старешини и останати. Апостол Петар цитираше од Јоел овдека во делата, втората глава, и рече дека и тој го зима тоа пророштво како манифестација која се случува во раѓањето на црквата, на Светата црква, дека ќе дојде пророштво и на керки, и на младичи, и старци ќе се новат, и во тие дни слугите мои, слугинките ќе излезат од моето, и тие ќе пророкуваат. Не е отфрлено тоа. Исто така вели за Филип, благовестителот, во дела 21 глава, во Кесарија, кога беше апостол Павле, тој имаше 4 керки девици кои пророкуваа. Пак ти кажам, пророштвото од тоа време значи откривање на слово од Бог. Поука, изградување на другите. И тоа не е проблемот. Проблемот е кога се крши редот од Бог. Не се подчинувале на тој ред. Прифатлива од Бог служба е она во која се поучуват луѓето, се изградуваат, она во која има ред и она во која се пази тој божествен поредок кој е поставен. Бог поставил поредок во општеството, во семејството и во црквата. И тој поредок треба да се почитува од сите. Кршењето на тој поредок пак води до хаос и до неможност да се поучуваат луѓето. Си има ред во семејството. Мажот е глава на жената. Си има ред во црквата. Има тamo поставено старешини кои треба да го надзираат, да го надгледуваат редот во црквата. И сите се покоруваат на тој воспоставен ред. Има ред во светот, на работа. Има шефови, има раководители. Има ред во општеството, во политиката.
има управители, има служители, има работници. Тоа се поставените од Бог редови. И најлошо овдека е најсрамно што во црквата, вели Павле, се крши тој ред, а пак што останало во светот. И на крајот принципот на авторитетот, тоа како Словото. Павле поставува едно прашање во 36 стих. Зар од вас излезе Словото Божие или пак само до вас таса? Зошто го поставува тоа прашање? Очигледно коринтијаните се мислеле дека сега они откриле се, они знаат се, сега они ќе покажат на сите како треба да биде. Имала една гордост кај нив. Дека тие сега нашите начини толку се исполнети со дарби, со слови и така натаму, се подобри, повеќе знаат и можат повеќе од другите. И Павле им вели, вие се однесувате како само вие да го знаете Словото и како само до вас застигнало Словото. Сите други се во темнина. Знаете дека тоа е еден проблем кој постои воопшто во секоја генерација. Историјата Луис го нарекува тој проблем хронолошки снобизам. Еден снобизам кој хронолошки се повторува со секоја наредна генерација. Секоја генерација мисли дека е открила топлата вода во црквата и дека сега они знаат како треба да биде, а сите претходни фосили немале врска. Ние сега ќе покажеме како е. Ние сега ја знаеме вистината. И секоја нова генерација која што доаѓа во црквата, доаѓа со таквото чувство. Јас кога предавам историја на студенти им велам, ако ништо не научите, барам една работа разберете и добро да успеете да ја видите, дека во историјата на црквата секој момент, секој период бил уникатен во тој поглед. Сите мислеле дека сега со нив се почнува. Се порано било, се треба да се отврли од поглед. И апостол Павле стои вели, дојде кај вас Словото, сега вие мислите дека знаете, сега другите ништо не знаете и вие сте најголеми. Секоја нова генерација се обидува да открие некоја нова духовна траекторија што било непознато до тој момент и сега ќе успее. Не е тоа вистинската духовност. Павле им вели, ако некој мисли дека е пророк или надарен со дух, нека знае дека ова што ви го пишувам е заповед од Господ. Сето тоа што ви го пишувам од првата глава до сега, се ова што ви го кажувам е заповед од Господ, е слово од Господ. Да, вие сте пророци, вие сте надарени со дух и така натаму, меѓутоа, ако ова сега што ви го зборам, не го разберете, не го спознаете како слово од Господ, ќе имате сериозен проблем. Без разлика што зборите ви во црква, без разлика какви дарови имате, ова сега, јас што ви го зборам, тоа е врховниот авторитет. Тоа е словото од Господ, според кој треба вие се сега да споредите и да го усогласите. Зошто Словото од Господ, што јас го кажувам, е врховниот авторитет кој вие треба да го примените во црква. Вие може да си прилагодувате според вашите вкусови, желби, но ова е вистината од Бог. Ова е Словото од Бог. Мислите дека знаете многу, но јас ви кажувам која е вистината. И знаете ли кој е најголемиот страх за Павле? Не е тој хаос и метеш од црквата. Тоа не е најголемиот проблем. Павле продолжува и вели, а кој не разбира, нека не разбира. И ако некој има англиски превод, ќе види дека тamo пишува, а кој не осознава или спознава, самиот не е спознаен или осознаен. Која е идејата всушност овдека на Павле? Оној кој ова слово не го спознава, не го препознава како Божјо слово, со сигурност самиот тој не препознаен од Бог. Кој е најголемиот страх на апостол Павле? Ако вие продолжите така, упорно, да си го терате своето, да си правите вие какви што сакате тука шоуа и приказки и така натаму. Ако тврдоглаво се делите и понатаму, завидувате, се гордеете. Проблемот е што на крајот, кога ќе дојде оној што суди живи и мртви, ќе каже, не ме познавам. Никогаш не сум ме познавал. Тоа е вистинскиот проблем, од кој што се плаши.
висинскиот страх на апостол Павле. Дека непрепознавањето на авторитетното слово што доаѓа од апостолот е знак дека тие не се препознаени самите. Самите не се познаени. И тоа е големиот проблем. Павле вели, ова е словото. Јасно е словото од Бог. Откриено е словото од Бог. Меѓутоа, вие си терате по свое. Продолжувате понатаму да си терате по свое и се гордеете со тоа. Големиот проблем е кога словото кое ние го имаме веќе, јасно е дадено, откриено е. Ние си го прилагодуваме и животот и службата, поведението кон нашите вкусови. Ние да се постигнеме нешто наше. Го игнорираме, не живееме под авторитетот на Словото. Не се усогласуваме со Словото. И Павле вели, на крајот на криштата, опасноста е дека нема да бидете познаени, препознаени. Еден ден кој ќе дојде моментот. И неколку пати апостолот го дава тоа предупредување. И на крајот на 3-та глава, и на крајот на 9-та глава, и овдека. На крајот на 14-та глава. Еден страф. Дека таа нивно упорство, таа нивна покорност, да го слушнат Словото на Господ на крајот тоа ќе доведе. Апостол Павле вели, вие треба да бидете луѓе кои се изградуваат по Словото, кои се покоруваат на Словото, кои проверуваат се преку Словото, како берјаните, кои не застрануваат од вистината која Бог ја открива. И така, само така, ќе можат на крајот да даваат и слава на Бог во се што прават. И тие се тие принципи кои треба да бидат водилки за секој служба, за секој христијанин, водилка за нас. Дали нашите служби се служби кои изградуваат во Словото на Господ? Дали нашите служби се служби кои што има ред во секој поглед? Во кој Божјото присуство се препознава како едно единство, во кој секој се служи на другиот, во кој што има ред, не безредие. Единство не зависи или раствор. Тоа е манифестацијата на Божјото присуство. И на крајот, една служба се цени според тоа колку сите се раководат од Словото, како врховен авторитет. И само служба во кој што луѓето ќе кажат не мојата воља, според Христијавиот принцип, но Твојата воља, нека биде, Господи, е тогаш наистина е благословена службата, благословен е животот и Христос е прославен во се што правиме.